Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мой ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. Долгови наши и наши должници, да се свети името Твое. Име над секое име, Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Знаете, христијанството не е само теоретска работа, тоа е практично живење, практично чекорење. Живи сведоци, представници на Исус Христос на земјата и на Отецот Небесен. Има еден стих кој вели: по делата ќе ги познаете. По делата. Кои се делата? Делата на љубовта. По делата ќе ги познаете. Дали некој има дела на љубовта? Дали некој на вистина го примил Исус Христос за свој Господ и Спасител и ја следи неговата волја? Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Ние сите имаме своји желби, сакаме да владееме најчесто. Исус дојде да ни биде слуга на сите, а ние сите сакаме да бидеме пастори, проповедници. Знаете, кога ќе застанам пред овие книги, дали го имате истото чувство дека застанувам пред семокниот Господ, дека застанувам пред мојот Господар, кому јас му припаѓам, тој што ме создал, тој што ме направил по образот свој? Дали го имате тоа чувство дека кога го отворате Светото Писмо, застанувате пред Бог? Зашто Писмото е духовно и е напишано, материализирано во оваа книга. Зборувам за Новиот Завет. Разни препеви, кои по некој збор, по некој слово толкуваат на овој или на оној начин. Дали го имате чувството дека застанувате пред Бог? Знаете, ќе научат неколку стиха и сакаат да проповедаат, да зборуваат за Бог. Мислат дека го познаваат Бог.
мислат дека го примиле Исус. Протестантски дух на самонадејаност, дух на спасение, спасен сум, знам за Исус. Надмокно чувство наместо чувство на служење. Чувство, состојба на служење. Човек излегол од една црква и се однесува уште 3 други цркви на ист начин. Напуштил една заедница. И денеска зборувам по телефон со еден брат, се молиме. Има некој проблем, тој ми вели, ти си православен. Јас му велам, не сум православен, во Исус сум. Црква Исусова. Другиот излегол од протестантска заедница, напуштил, бил кај нас и искарал, и сега сака да се врати да проповеда, да зборува за Исус. Знаете колку е лесно да зборуваш за Исус. Го знам Исус таму некаде, далеку. Ние зборуваме за познавање на Исус длабоко во твоето срце. Длабоко во твоето срце. Дали го имате истото чувство кога ќе ги отворите овие слова, дека застанувате пред семокниот Бог? Татко мој, не јас да зборувам, ти зборувај низ мене. Филипјаните, 4 глава, апостол Павле, поранешниот Савле. И така, браќа мои возлюбени. Браќа мои возлюбени и многу пожелни, Бог толку го возлюби светот, го даде својот единороден син. Радост моја и венец, стојте цврсто во Господ. Стојте цврсто во Господ. Што подразбира тоа? Стојте цврсто во Исуса. Што подразбира тоа? Стојте цврсто во љубовта. Во љубовта, во нелицемерно братолюбие. Ја напуштил црквата, се искарал, осудил, го нема еден период, наоѓа сестра и сака да дојде да проповеда во истата црква. Нелицемерно братолюбие. Стојте цврсто во Господа, возлюбени во Исуса. Исус дојде да служи, да им служи на сите, не да му служат. Исус, ја молам Евдокија и јас ја молам и Синтихија, тоа се сестри во Христос, да бидат едномислени во Господа. Евдокија е можеби таму, Синтихија е онаму, овој третиот брат е таму. Да бидат едномислени во Господа. Бог, Отецот, поставува едни за апостоли, други за пророци, трети за учители, четврти за проповедници. Бог поставува. Книгата на познанието, дрвото на познанието на доброто и злото. Јадете од тоа дрво, вие знаете што треба да правите, вие сами решавате. Каде е Исус? Стојте цврсто во Исус. Земи огледало и погледни се дали можеш да застанеш пред семокниот Бог, да ги озвучуваш неговите слова во дух, зашто телото убива, а духото животворува. Словото убива. Значи, вие доаѓате и ги проучувате словата. Јован 5:39. Зашто мислите ќе ви дадат живот вечен. Зашто мислите ќе ви дадат живот, а не доаѓате кај мене, кај Исус треба да дојдете да видите дали треба да озвучувате, што треба да работите. И те молам и тебе, што сакаш да проповедаш, искрени сотрудниче, првин да се простиш со луѓето со кои се искара и не им прости и ги осудуваш и денеска осудуваш. Помагај им на оние што се грижеа за Евангелието заедно со мене. А ти си ги осудил, сакаш да дојдеш да ни кажеш како да правиме. Ние му припаѓаме на Исус. Исус одредува.
И те молам и тебе, искрени сотрудниче, помагај им на оние што се грижа за Евангелието, тие што се грижат заедно со мене и со Климента и со другите мои сотрудници, чии имиња се во книгата на животот, чии имиња се во книгата на животот. На едно место вели: не се радувајте што изгонувате демони, туку радувајте се што вашите имиња се во книгата на животот. Пиши, бриши, не е тоа во книгата на животот. Радувајте се секогаш во Господа. И пак ќе речам, радувајте се и пак радувајте се. Кроткоста ваша нека им биде позната на сите луѓе. Кроткоста ваша нека им биде позната на сите луѓе. Кроткост, кротко јагне, кога го одведоа на колење, ние мислевме дека Господ го мава и го осудува. Он ги зеде нашите болки, болести и страдања. Господ е близу. За ништо не грижете се, туку во се, преку молитва и молба, со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. Христијанинот не се грижи за ништо. За ништо не грижете се, туку со молитва и молба. Ако јас имам татко на небесата, што има да се грижам? Ако Исус е во моето срце, што има да се грижам? Со молитва и молба, со благодарност, што ќе го реши проблемот, што нема да ме остави. Ги кажувам своите барања пред Бога, зашто тој знае уште пред да се помолам, зашто треба да се помолам. Немојте да бидете како незнабожците што употребуваат многу зборови за да бидат услишани. Јас уште пред да се помолам, ти ќе ме слушнеш. И мирот Божји, нема мир на грешниците, мирот Божји што надвишува секој ум. Мирот Божји што надвишува секој ум ќе ги запази вашите срца, нашите срца, вашите срца. И мирот Божји што надвишува секој ум ќе ги запази вашите срца и вашите мисли. И вашите мисли во Исуса Христа. Срцето во Исус, мислите во Исус, тој одредува кој ќе проповеда, тој одредува и никого не осудува. Ти не треба да јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото и продолжуваш да јадеш, бидејќи не разбираш што е добро, а што е зло. Дали ти треба да проповедаш, а веќе си скара, не си се простил, осудуваш. Исус никого не осуди. Исус никого не осуди, синко, керко. Понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, тоа е Исус. Што е честно, тоа е Исус. Што е праведно, тоа е Исус. Што е чисто, тоа е Исус. Што е љубезно, тоа е Исус. Што е достојно за слава, Исус, Исус и повторно Исус во срцето. За она што е добродетел, што е за пофалба. Само на тоа мислете, на Исус мислете. Исус што направи, бидете слуга, служете секаде. Сите сакаат да имаат големи цркви, заедници, да исцелуваат, да прават чуда. Па отвори го срцето, тесно ти е во срцето. Отвори го срцето и барај, барај ти ќе најдете, чукај ти ќе ви се отвори. Кој бара наоѓа, но нешто чука ќе му се отвори. Но каде чукате вие? Мислете на она што е добро, на Исус, дали мислите на Исус? И она што го научивте, примивте, тоа правете го. Ако си го примил Исус, тоа ќе го правиш. Ако си научил за Исус, тоа ќе го правиш. А ти осудуваш, сакаш да проповедаш, сакаш да бидеш на другите. Имаш амбиции. Дали ќе издржиш да те распнат на крстот за цел свет? Ќе ги земеш гревовите на светот, ти осудуваш брат и сестра, не љубиш, а камоли гревовите на светот. Она што го научивте, примивте, чувте и видовте од мене, во мене, вели Исус и Отец од нас, тоа правете го. Тоа правете го. Љуби го својот ближен како самиот себе си. И Бог на мирот ќе биде со вас. Значи, Бог на мирот кога ќе биде? Тоа што го научивте, примивте и чувте и видовте во мене. Тоа што е во Исус. Тоа правете го.
тоа кој ќе го правите, што е во Исус, љуби го својот ближен како себе си, во една реченица целата Библија, кога ќе го правите тоа кога ќе го правите, Бог на мирот ќе биде со вас. Тогаш е Бог со вас. Тоа е пребивање во Бог. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. А ти сакаш да бидеш пастор, осудуваш, ти мислиш дека си подобар од другите, не си простил, имаш гордост, лицемерно братолюбие, собираш информации, озборуваш. Тоа правете го. Што? Исус правете го во вас, во вашето срце, во вашите мисли. Јас се зарадував необично многу во Господа, зашто најпосле расцветавте во вашата грижа за мене. Што и порано се грижевте за мене, но немавте згодна пригода. Дали се грижите вие за Исус распнатиот? Тој што ги зема вашите гревови, ја пролеа својата крв во кого пребива семокниот Отец, дали ве за сега тоа? Или ве за сега вие да проповедате, вие да имате црква, да исцелувате, да плаќате, да осудувате? Цркви финансирани од странство кои не можат самите да се одржуваат. Подружници на некои други цркви некаде таму далеку. Домашни цркви занесени во обреди, политикански цркви, каде бродот тоне, а Јона спие на дното на бродот. Ова го велам не поради скудност од нешто, бидејќи се научив да се задоволувам со она што го имам. Тоа е Исус. Се научив да се задоволувам со 2 риби, 3 риби, 2 парчиња леп да нараниш илјадници луѓе. Се научив да се задоволувам со она што го имам. Така треба да постапува. Бидете задоволни ако имате да јадете и да пиете и да се облечете. И потоа се оние стихови кои ги игравме ние со театарот Скрби утеха 96-та година. И кажуваше актерот Страшко Милошевски: знам да живеам и во скудност. Тоа се однесува на секој од нас. И во изобилие да сум. Научен сум на се и секако, и се што, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие да сум, и во немаштија, и во немање. Се можам преку Исуса Христа, кој ми дава сила, кој ме крепи, и тебе те крепи, и сите нас не крепи. Се можам преку Исуса Христа, кој ме крепи. Но добро направивте што зедовте учество во мојата скрб, вели Исус, вели Отецот Небесен, во неговата скрб. Тој подразбира во неговата грижа за луѓето, за браќата, зашто добриот пастир го дава животот свој за овците. А знаете ли вие, Филипјани, дека во почетокот на Евангелието, знаете ли вие, македонци, дека во почетокот на Евангелието, кога отпатував од Македонија, те сакаме, Господе Исусе Христе, што си ја запишал Македонија. Кога отпатував од Македонија, која сега сакаа да ја избришат под небесните сили на злото на овој век, немаше ниту една црква нешто да ми даде или нешто да примам, освен од вас самите. Зашто и во Солун, еднаш и повторпат, ми пративте нужни работи. Ова го велам не дека сакам да ми давате, туку го барам плодот кој се умножува. Значи, бесплатно добивте, бесплатно дававте. Давајте плодот што се умножува во ваша полза. Колку давате од љубовта, толку повеќе ви се враќа. Господ ви надополнува да бидете чаша со изобилство, да се прелева. Добив се на вистина во Исуса и имам во изобилие. Слава ти, Господе Исусе Христе, се пренаполнив со блага. Слава ти, Христосе, кога го примив од вас испратениот дар преку Епафродит, кој е мирис сладок, жртва пријатна, богоугодна, благоугодна на Бога. Тоа се христијаните.
Мојот Бог, по своето богатство, нека ја исполни секоја ваша потреба за слава преку Исус Христос. Пазете, но, мирот Божји што ги надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Мирот Божји, кој треба да го примите, ќе ги запази вашите мисли, вашето срце во Исуса Христа. И потоа вели, она што е вистинско, честно, чисто, достојно, на тоа мислете. Тоа е Исус. И тоа што го научивте и примивте од Него, тоа правете го. Тогаш Бог Отецот ќе биде со вас. Кога ќе го правите тоа што го правеше Исус, кога ќе живеете во љубовта. А на Бога нашиот Отец, Татко, пазете, Татко, слава во вечни векови, имате Татко, вие сте деца, сите сме деца, паднати ангели на земјата, доаѓаме во состојба на луѓе да го избереме Исус и да се спасиме, затоа сме се родиле. Поздравете го секој светие во Исус Христос. Тоа е упатство. Сите светии, какви и да се, ве поздравуваат браќата што се со мене се неколку браќа. Ве поздравуваат сите светии, особено оние што се во Цезаревиот дом. Пазете, благодата на нашиот Господ Исус Христос нека биде со вас. Кога е таа со вас? За ништо не грижете се. Пазете, за ништо не грижете, туку со молитва и молба, со благодарност дека ќе се случи, изнесувајте ги вашите барања на Исуса Христа и мирот Божји што надвишува. Се му предаваш нему, се ти предавам тебе, Татко мој, се ти предавам тебе, Исусе, и мирот Божји што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца. Треба да ги запази вашите срца, твоето срце и твоите мисли во Исуса Христа и да постапуваш како Исуса, и тогаш Бог на мирот ќе биде со нас, ќе биде со сите нас. Во претходната глава 2 Филипјаните 13, зашто Бог Отецот е оној кој ве поттикнува да љубите, да се сакате, кој ве поттикнува да се љубите, зашто вие не умеете да се љубите, вие поприродно вие да се мразите, кој ве поттикнува. Пазете. И да действувате според неговата волја. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Синот и поверува во него, да има живот вечен. Правете се без ропот, без мрморење. Значи, Божјата волја, прифаќаш се што е од него и действуваш во љубовта. За да бидете безпрекорни и незлобни чеда, значи тогаш ќе бидете безпрекорни, незлобни чеда, непорочни чеда, сред изопачено и расипано поколение. Сите околу вас што не го познали Исус, сред изопачено и расипано поколение, меѓу кое сте како светила на светот. Затоа тој вели, вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту светло се стават под поклоп. Држејќи го цврсто словото на животот, цврсто, не само во умот, цитирајќи го, туку во срцето, да стане живо слово, да живеете во него, да живеете со него, и Бог на мирот ќе биде со вас. И Бог на мирот, кога вашето срце и вашиот ум ќе му припаѓаат на Исус, кога ќе ги предадете, и тоа подразбира, ми вели еден брат православен, не сме имале пост и ние и не сме имале причестување, причест. Пост и правам еднаш неделно, овој род се истерува со пост и молитва, причест имам секој ден, кога ќе застанам пред Светото Писмо, пред мојот Отец. Значи, јас имам храна, вели Исус, што вие не ја знаете, да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Тој не зборува за леп и вино, зборува за таа храна. Дали Словото живее во вас? Дали вие действувате како Исус?
Дали љубите како Исус? Дали сте простиле како Исус? Дали го слушате Исус да биде волјата твоја или со вашата волја, сатанската волја, спротивставената волја, духот на антихристот е духот на нељубов, духот на себељубие, духот на непокорност кон Бог. Значи, духот на Отецот, духот на вистината е духот на љубовта, бидејќи Бог е љубов. Значи, имаме духот на љубовта на едната страна, на другата страна е духот на нељубовта, односно на омразата. Па во духот на омразата се сетува на себељубие, суета, неприфаќање, своеволие, раздор, поделби, деноминации. Да продолжам уште? Не. Да, не, а се што е повеќе од тоа, од лукавиот е. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија, зашто кога дојдовме во Македонија, ниедна поддршка немавме. Никој немаше нешто да ни даде, освен вас самите, филипјани, армакедонци, браќа и сестри, луѓе. Самите треба да се дадете, да бидете живи камења во Христовата црква. Амин. Два духа имате, духот на љубовта Исусовиот и духот на нељубовта. Духот на нељубовта се разгранува на илјадници други работи. Духот на љубовта може да се разграни, но базично е љуби го својот ближен како самиот себе си. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават.